Почитувани добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Став е советникот од редовите на ВМРО ДПМН, поранешен председател на општинскиот комитет, раководителот на фондот за пензиско и инвалидско осигурување, господинот Мирослав Стојановски. Господине Стојановски, добро вечер и добре дојдовте во нашата емисија. Добро вечер и најнапред благодарност до вашата телевизија што ме покани да учествувам во оваа емисија која е многу гледана во градот. А воедно и сакам да им посакам на гледачите на оваа телевизија пријатна вечер. Да, очекуваме квалитетна дебата. Да се надеваме. Да. Намалување на невработеноста преку отворање на две нови индустријски зони во Куманово најави примената неделната посета вице-премиерот Владимир Пешевски. Дали што ќе значи ова за економскиот развој на Куманово и дали ќе се исполни? Да, значи проблемот на невработеноста во Република Македонија, така и во општина Куманово е многу голем проблем кој нашата политичка гарнитура, власта на ВМРО ДПМН ја наследи од претходната власт на СДСМ. Во моментите кога ја презедовме власта, значи во 2006 година, ова процентот на невработеноста во Македонија изнесуваше 38,5%. Кога владата увиде дека овој процент е многу голем, споредувано со сите останати држави, се зафати уште од првиот ден на своето владење, се зафати со решавање на овој проблем. Преку најразлични проекти, владата успеа овој процент да го сведе на најмала можна висина. Меѓутоа, овој процент денеска е 24,5%, значи најнова информација од страна на владата. Тоа се овозможи преку најразлични проекти кои овозможија овој процент да се намали. Меѓутоа, во Куманово процентот на невработеноста е многу висок. Тоа се должи на инертноста и неспособноста на локалната самоуправа да го намали овој процент и да обезбеди, значи, побрз економски развој на општината. Градоначалникот при својата промоција на локалните избори 2013 година најавуваше економски зони, меѓутоа, од тие економски зони гледаме дека досега не се случи ништо. Увидувајќи го овој проблем, владата на ВМРО ДПМН реши да му помогне на општина Куманово како би можела да го смали овој процент на невработеноста. За таа цел, во скорашната посета што ја изврши вице-премиерот Пешевски на Куманово, вети дека владата има во предвид изградба на две слободни економски зони во Куманово. Едната би била, значи, за странските, привлекување на странски инвестиции, а другата би била за домашните инвестиции. За оваа цел, владата разгледува неколку локации на кои би можело да се случи изградбата на оваа слободна економска зона, по примерот на слободната зона во Бунарџик, или популарно наречена ТИРС, технолошко-индустријска развојна зона. Тоа би се случило некаде, со детали не можеме да се занимаваме во овој момент, меѓутоа тоа би се случило некаде на потегот таму каде што се сечат коридорите 8 и 10. А за слободната зона за домашните инвеститори, знаеме дека во населбата Карпош постои една импровизирана, да кажам, слободна зона која не е регулирана како што треба. Тука би се изградиле некаде 15 до 20 погони со која изградба и вработување на нови луѓе драстично би се намалила невработеноста во општина Куманово. Со тоа би се постигнало, значи, позабрзан развој на економски развој на општина Куманово и поголем стандард на населението на Куманово. Да. При посетата вице-премиерот Пешевски се сретна и со мештаните на населбите Карпош и Кличковиќ. Тие го информираа за локалните проблеми кои што ги имаат.
Постои ли можност нешто да се преземи на тоа поле? Па секако дека постои секогаш можност кога луѓето кои се на власт се одговорни. Значи постои секогаш можност. Во разговорите со граѓаните на населбата Иго Тричковиќ, граѓаните ги истакна неколку проблеми, од кои побитни се проблемот со незавршена изградба на фекалната канализација. За ова вице-премиерот Пешевски најави дека има проект, дека има одобрено пари, дека има обезбедено пари преку Министерството за локална самоуправа и дека треба се разгледа само колку средства и за која должина има намена од тие пари за оваа населба Иго Тричковиќ. Друго прашање кое што се наметна побитно, значи во населбата Иго Тричковиќ, популарно наречено Пуковско, е неуреденоста на школото, основното училиште во Иго Тричковиќ. Мислам дека веќе е најавена реконструкција на истото преку проект. Да, че има преку локалната самоуправа и Министерството за образование, значи че има, треба се договорат како да се изврши, да се најде решение како да се овој проблем реши. Тоа се најбитните проблеми за ова население во населбата Иго Тричковиќ. Останатите проблеми на другата населба која посети вице-премиерот, значи Пешевски, во населбата Карпош, најбитни проблеми таму се уредување на или реконструкција, да кажеме, на улицата 100, која е една од главните артерии во оваа населба. Меѓутоа тоа спаѓа во ингеренциите на локалната самоуправа. Значи локалната самоуправа треба да изнајде решение за да го реши овој проблем на граѓаните. Проблемите други кои ги истакна граѓаните таму се изградба на градинка и на едно повеќе наменско игралиште кое би служило за рекреација на местното население. За ова треба се направат договори, да се видат надлежните институции кои се надлежни за овакви објекти и да се преземе нешто за да може да се помогне на ово население да му се изградат такви објекти кои што ги бара. И уште едно прашање се наметнува таму во местноста викано Ливаде има, значи, неизградена фекална канализација, за која канализација жителите на местноста Ливаде имаат изградено проект. Меѓутоа, овој проект не успева да стигне на дневниот ред на Советот на општина Куманово, од кои причини не знам. Меѓутоа, јас како советник во иднина ќе се залагам овој проект нивен да дојде на маса на дневен ред на Советот на општина Куманово, како би можеле да дојдеме до некакво решение да им помогнеме на тие граѓани кои што живеат таму во 21 век да немаат канализација. Да. На трибините кои што ги организираше ВМРО ДПМН насловени на Македонија и треба твојата иднина, кумановци имаа неколку барања, пример реконструкција на театарот, градинки, спортски игралишта и слично. Дали овие предлози ќе влезат во програмата на ВМРО ДПМН и дали може да се исполнат? Па, значи, граѓаните секогаш имаат своји предлози како да се решат некои проблеми кои што ги чувствуваат и кои што ги тангираат. А нашата пак влада како сериозна влада и одговорна влада сето тоа го зема во обзир. На кој начин го зема? Значи, откако ќе ги дознае проблемите со кои се соочуваат граѓаните на одделните населени места, ги става на една подлабока анализа оние проблеми кои што се предложени од граѓаните, ги разгледува од секаков аспект, од финансиски и од другите аспекти, дали ќе можат тие проекти да влезат во програмата која во моментот сега е во изработка. Значи, предизборната програма на ВМРО ДПМН е во изработка и секако дека по анализите кои ќе ги спроведе нашата од луѓето одговорни за овие проблеми, најверојатно некој од овие проблеми ќе влезе во онаа програма и ќе може да се реализира во иднина, бидејќи владата на ВМРО ДПМН со она што ќе го стави во програмата најсериозно се однесува и најсериозно
ги решава овие проблеми и ги реализира. Да, господине Стојановски, во Куманово низа години на власт е СДСМ. Граѓаните сметаат дека градот не се развива, градоначалникот најчесто го обвинуваат, тој пак се правда дека нема поддршка воопшто од централната власт. Значи, констатацијата ви е точна. Не е констатација, тоа е мислење на граѓаните. Добро, и вашето мислење, значи и мислењето на граѓаните кои вие го пренесувате, е точно. Општината не само што стагнира, не се развива и полека станува една од најнеразвиените општини во Македонија. Знаеме дека пред изборите локалните избори во 2013 година градоначалникот Дамјановски ветуваше многу нешта. Меѓутоа, од ветувањата не биднува ништо. Значи, сите ветувања, за ветувањата што ги даваше, требаше да има програма, за да може некој утре да бара отчет. Ние видовме сите дека од тие ветувања во Куманово не се случи ништо. Ветуваше дека ќе се изградат градинки, игралишта, не знам што друго, и дека Куманово ќе стане европско Куманово. Меѓутоа, од сето тоа не се случи ништо. Постои ли реална можност, со оглед на блокадата која што имаше општината, да се исполнат ветените проекти? Јас во тоа не верувам, бидејќи финансиските можности на локалната самоуправа Куманово не го дозволуваат тоа да може нешто да се позначајно инвестира во општината. Кога на изборите, пред изборите 2013 година ветуваше дека ќе изгради се и се што, само да се докопа повторно до градоначалничкото место, тој не бараше и не ја спомнуваше централната власт за помош. Сега одеднаш централната власт му е крива за се. За тоа што го ветил, а не го изградил, не го реализирал, сега му е виновна централната власт. Тоа не е возможно. Значи, кога нешто ветуваш, треба да го ветуваш сериозно, да бидеш сериозен и да можеш да го реализираш во твојот 4-годишен мандат. Во што е проблемот? Зошто не функционира соработката помеѓу локалната и централната власт? Очигледно е дека не функционира. Јаве последниот пример е со неискористените средства, мислам, од Министерството за транспорт и врски, во врска нели со водоводната и канализациона мрежа за селата Пчиња и Романовци. Дали треба жителите да трпат заради политичките игри? Секако дека граѓаните се најмалку криви за она што не може да го реализира локалната самоуправа. Еве еден пример кој ќе докаже дека соработката не функционира по вина на локалната самоуправа. Значи, има договор за селото Пчиња и Романовце да се изгради водоводна и канализациона мрежа. Меѓутоа, за ова нема изработена проектна документација. Значи, без проектна документација од страна на локалната самоуправа која што треба да направи, нема реализација на овој проект. Значи, едно е да се договори, друго е да се реализира. Овдека нема волја да се нешто реализира. Значи, градоначалникот и локалната самоуправа и неговата администрација гледаат да реализираат нешто онаму каде што сметаат дека имаат доволен број на нивни гласачи и поддржувачи и работат само во тие населени места, значи каде што сметаат дека имаат поддршка од локалното население. Од друга страна, тие обвинуваат дека во градовите во кои што СДСМ е позиција, таму владата не вложува ниту денар. Велат дека во другите градови каде што градоначалниците се од ВМРО ДПМН се градат градинки, социјални станови и слично. Па, јас не мислам така. Зошто не мислам така? Значи, за соработка треба двајца. Централна власт, локална власт. За она што се однесува за град Куманово, централната власт и да понуди нешто, и да одвои некои пари, локалната власт не го прифаќа и не прави проекти, се со единствена цел за да докаже дека централната власт не вложува ништо во општина Куманово. Централната власт гледаме дека во Македонија нуди помош на сите оние општини кои се заинтересирани за некаква соработка. Сведоци сме дека
Оделни општини се развиваат со многу побрзо темпо од општина Куманово. Меѓутоа, за тоа да општината се развива со едно побрзо темпо и да достигне еден повисок економски развој, треба соработка од двете страни. Значи, секој оној градоначалник што ќе понуди некој проект за соработка со централната власт, секоја централната власт изнаоѓа средства финансиски со кои може да помогне за тој проект да се реализира и граѓаните да добијат некој бенефит од оваа соработка со централната власт. Да, во врска со случајот за селата Романовци и Пчиња, рокот беше пролонгиран. Дали очекувате сега да се изнеде решение и конечно Министерството и локалната власт да го решат овој проблем? За да бидејќи средствата нели ги има веќе, само не се искористени. Значи, јас сум на страната на граѓаните и сакам овој проект и ова соработка да се реши на еден позитивен начин, како граѓаните би можеле да ги задоволат своите основни потреби во 21 век, кои за вакви потреби не би требало да разговараме во 21 век да се нема водоводна и канализациона мрежа. Граѓаните се погласно зборуваат дека во општината, јавните предпријатија и институциите во градот царува непотизам, дека се вработуваат луѓе блиски до градоначалникот и неговите соработници. Има ли вистина во тоа? Па секако дека има вистина. Повеќе факти укажуваат на тоа. Со самото тоа што јас како член на ВМРО ДПМНЕ знам дека во локалната самоуправа, во јавните предпријатија, во установите кои се под власт на локалната самоуправа, нема вработен ниту еден симпатизер, нити член на ВМРО ДПМНЕ. Значи, сето ова покажува дека во тие институции работат луѓе кои што се блиски до опцијата СДСМ. Секако во тие вработувања јас не можам да кажам сега кои се, дали се чичковци, тетки, стрини, браќа, сестри, не знам. Меѓутоа, секако дека има блиски до челниците кои се на локално ниво во СДСМ во Куманово. Значи, непотизмот во Куманово на локално ниво постои. Но и на другата страна е така. Дали треба да се промени нешто и да се гледаат според квалитетот луѓето кои што се работуваат без оглед за која партија се работи? Секако, јас сум за тоа да луѓето што се вработуваат и во јавната администрација и во локалната самоуправа да има соодветни квалификации по кои ќе бидат препознатливи и кои ќе бидат носители во тие институции каде што ќе се вработат. Задоволни ли сте од работата на јавните предпријатија во Куманово? Јас мојот став за работата на јавните предпријатија секогаш го потенцирам на седниците на Советот на општина Куманово и јасно кажувам дека не сум задоволен од работата на јавните предпријатија, од нивните тимови кои што ги водат предпријатијата, а исто така и од соработката со нас како советници од опозиција. Значи, има многу повеќе простор овие јавни предпријатија да работат многу подобро и поуспешно, бидејќи повеќето од нив се загубари. А и оние кои не се, значи, им престои еден период на долга борба да може да се изборат за место под сонцето и да не станат загубари. Да. Вие бевте начело на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Може ли да ја споредиме работата од тогаш, од вашето време и сега? Како сте задоволни? Јас не би се впушал во такви споредби. Можам да кажам лично за себе, и кога бев председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Куманово, а и сега работам за интересите на граѓаните, за интересите на ВМРО ДПМНЕ. Значи, се друго што би кажал, би се сватило како субјективизам и затоа не сакам да навлегувам по некои подетални анализи, а за судот за тоа може да се обратите до симпатизерите или до членовите на ВМРО ДПМНЕ и тие да ви го искажат ставот за тоа што мислат по тоа прашање. Има ли единство во партијата? Можете ли слободно да си ги кажете своите ставови без некој да се налути или слично? Значи, од секогаш во ВМРО ДПМНЕ, а јас мислам дека и во останатите партии, имало спротивставени мислења по одредени проекти и по одредени прашања. Значи, ако не е тоа изразено на ваков начин, тоа би било едноумие.
Меѓутоа, значи, кај нас во партијата има спротивставени мислења, а тие спротивставени мислења се борба на спротивности кои доведуваат до напредок во партијата. И, значи, ова е добра работа, се друго што би било поинаку, не би било добро. Потолку период сте член во Советот. Дали сте задоволни од работата на своите колеги, дали доволно се борат за да ги исполнат правата на граѓаните? Или сепак тие ги избрале на тоа место? Да, значи секој што е избран на ова место советник во општина Куманово треба да даде максимален придонес за решавање на проблемите на граѓаните во општина Куманово. За борбеноста сметам дека тоа е индивидуална карактеристика. Едни луѓе се поборбени, други се понеборбени. Меѓутоа, мене нешто друго ме загрижува, значи, како советник и нашата советничка група, кога даваме предлози за решавање на некои проблеми од интерес на граѓаните, наидуваме секогаш на еден зид од страна на позицијата, од страна на СДСМ, значи. Сите наши предлози се надгласани и не успеваат да стигнат до дневниот ред на одредената седница. Мене, значи, само тоа ме плаши, а не ме плаши борбеноста или неборбеноста. Значи, за тоа ќе се избориме некако, бидејќи, но сметам дека опозицијата има добри предлози и дека треба во одредени моменти да се прифаќаат предлозите на опозицијата. Да. Завчера се одржа и третата или втората седница која што директно беше пренесувана на нашата телевизија. Дали веќе се чувствуваат промени од како почна директниот пренос? Дали некој ќе има лични докажувања? Вие еднаш како коалиција нели имавте и забелешки, ја напуштивте седницата, но дали сметате дека и во иднина ќе продолжат личните докажувања? Лично јас, значи, сметам дека воведувањето на директно пренесување на телевизија плюс од седниците на Советот на општина Куманово е позитивна работа и очекувам дека поведението на советниците ќе се поправи. И до сега немало некои испади така по-страшни, меѓутоа очекувам дека во иднина дека ќе се подобри уште поведението. Ова е добро, директното пренесување на седниците добро е за граѓаните, бидејќи на еден директен начин и целосно ќе можат да ги видат ставовите кои ги презентираат советниците од советничките групи. Значи, тоа граѓаните би требале да имаат бенефит од ова пренесување директно на телевизиски преноси од седниците на Советот, како би можеле во иднина, значи, доаѓаат избори и како би можеле да донесат став и суд за тоа за која опција би се определиле. Меѓутоа, што се случи? Уште на првата седница која директно беше пренесувана на телевизија Плюс, наидовме на злоупотреба на микрофонот од страна на градоначалникот. Што значи ова? Со нарачани прашања од советниците од СДСМ, градоначалникот го зазема просторот на советниците кои треба да поставуваат прашања. Значи, со едни одговори нарачани, со едни прашања нарачани и со одговори однапред спремени, градоначалникот зазема голем простор и си правеше маркетинг. Значи, бесплатен маркетинг на седница на Совет на општина Куманово. Со тоа не се сложуваме, ние како советничка група, затоа и донесовме одлука таа седница да ја бойкотираме и да ја напуштиме. Мислам и сакам во иднина да не се случуваат вакви работи, меѓутоа тоа треба да го согледаме во понатомошните телевизиски преноси и да видиме на седниците наредни што ќе се случува. ВМРО ДПМН уште во септември започна со одржување на пресконференции во кои ја критикува работата на локалната власт. Сега малку е поднамален интензитетот, но сепак продолжува. Вака да не стекнат граѓаните некој впечаток дека ВМРО работи кампањски. Мислам, народот знае како работи ВМРО. Работи ВМРО во континуитет. Значи, ние секојдневно се спремаме за избори. Немаме некои посебни припреми за изборите. Значи, ВМРО како партија е сериозна партија и секојдневно работи во средба со граѓаните во населените места, со тоа што ги ислушува нивните
потреби и сето она што ќе ослуша, детално го анализира и го става во своите програми, како би можеле во наредниот период, кога ќе дојдат на власт, да ги реализираат овие барања кои што ги имаат граѓаните. Ние бевме спремни, значи, и за 24 април да одиме на избори. Митоа сите знаеме што се случи и покрај исполнувањето на сите обврски што ги имаше ВМРО ДПМН по договорите меѓу четирите партии и со меѓународната заедница, меѓутоа не се случија избори на 24. Мислам дека и на 6 јуни исто ВМРО ДПМН ќе биде спремна и ќе ги исполни сите оние обврски што се барат од неа да ја исполни. Дали се одржат изборите? Кој е вашето мислење на 5 јуни и дали ќе има излез од политичката криза? Лично моје мислење, значи дека изборите на 5 јуни ќе се одржат. Зошто велам дека ќе се одржат? Значи, барањата кои меѓународната заедница и договорите од пржино, значи се она што се бараше од ВМРО ДПМН го исполни. До 5 јуни и она што ако има нешто незавршено, значи сметам дека ќе се заврши и дека избори на 5 јуни ќе има. Меѓутоа, сега пак СДСМ соочени со проблемот дека немаат рейтинг меѓу граѓаните на Република Македонија. Мислам дека повторно ќе бараат некои изговори, дека не е решено ово, дека не е решено она, медиуми, избирачки список или било што, ќе наоѓаат некои замерки на припремите за избориве, како би можеле да ги одложат избориве. Меѓутоа, лично мислам дека сега се ставени до зид и дека немаат каде веќе да одат и дека ќе мораат да излезат на избори. Да. Постои ли можност да се најдете на пратеничката листа? И дали имате амбиции? Па, не знам што да кажам, можеби немам многу амбиции, меѓутоа јас сум таков член на партија што било каква одлука да донесе партијата, јас ја почитувам. И да сум на листата ќе го прифатам и да не сум на листата исто ќе го прифатам, тоа најнормално, бидејќи има многу луѓе кои имаат амбиции, кои сакаат да учествуваат. Сега личен став е на централата, кого ќе изберат, кого сметаат дека е најподобен и најдобар за таа улога. Значи јас ке немам никакви замерки било каква да одлуката. И годинава се спроведува проектот за бесплатна бањска рекреација. Колку пензионери од Куманово се пријавија и кои се нивните ставови? Дали се задоволни од услугата? Значи има големо задоволство меѓу граѓаните на Македонија, посебно бидејќи зборуваме за Куманово, има големо задоволство од испраќањето на бањско-климатска рекреација од страна на владата, која веќе трае 5-6 години. Луѓето се задоволни, добиваат 7 дена бесплатен престој во бањите со медицински надзор, со бесплатен превоз, со бесплатна храна, значи имаат 7 дена полн пансион и бесплатен превоз. За оваа тековна година, значи имаат поднесено барање некаде, мислам дека беа 445 барања има поднесени, а не го знаеме точниот број на оние граѓани кои добиле да искористат бањско-климатска рекреација за Куманово. Да. Помеѓу пензионерите кружи информација дека оние кои ја искористиле оваа придобивка нема да можат да подигнат средства од солидарниот фонд во случај на смрт на член, на нивен член. Значи ова не е точно. Ова се некои шпекулации, не знам од каде се пуштени. Значи нека не се плашат граѓаните на Куманово дека ако одат на бањско-климатска рекреација или на продолжен викенд за граѓаните исто што се спроведува за пензионерите, дека ако одат на тие проекти што се спроведени од страна на владата на Република Македонија, дека нема да ги остварат оние средства од солидарниот фонд во износ од 30.000 денари кои им следуваат за погреб на своите блиски, кои се пензионери. Значи сите оние
кои го искористиле ова право на бањско-климатска рекреација и на викенд бесплатен, го имаат и го задржуваат правото за користење на поволноста од солидарниот фонд на тие 30.000 денари кои што им следуваат. Сите оние, значи, кои извршиле погреб на тие своји блиски, со презентација на документацијата со кои за трошоците што ги направиле при купувањето на оние погребни материјали, ги поднесуваат во филијала Куманово и на база на тие податоци од таа документација, тие се стекнуваат со правото да ја остварат ова солидарна категорија, солидарен фонд. Господине Стојановски, ви благодарам што вечерва бевте гостин во емисијата Став. Ви благодарам за поканата и секогаш ќе излезам во пресет кога има потреба телевизијата да добие некои информации лично од мене. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.